Веќе подолг период Беровчани се одсечени со автобуски превоз до Скопје и околните градови. Автобуската станица во градот повеќе не работи, а граѓаните мака мачат да отидат негде. Се жалат дека ова им представува проблем за потребите од прегледи на доктор во Скопје, патувањето до блиските роднини, а како што велат, и посетата на туристите во Берово е намалена заради целосно прекинатите автобуски линии. Јас сум пензионер, не ода никаде. Ама понекогаш имам потреби, нормално е дека представува проблем. Нормално е, не само за мен. Плюс това ние знаеме што е најинтересно. За нас таа линија е посебно интересна за тоа што ние како пензионери од Тибоберов живеат повеќе пензионери, да не се ние лажеме, немаме лекари специјалисти од сите бранши. И тука е проблем што нас не треба таа линија. Потребно е това, но нема никаков превоз ни до Виница, не до Скопје да иде човек. Сега сме како у 19 век, со магариња треба да одиме само. Потребно многу, па нема со што никаде да идеме, треба обавезно да тражиме некој познат да не вози. Да не можеш да идеш до Пехчево, не можеш да идеш. До Пехчево. Не на друго место да идеш, а па Бог да чува да си болен. Та да идеш во болница некаде. На такси по 2000 дава се тоа. Само за превоз. И там што чека, плюс даваш. Какво не треба? Треба. Не може човек да иде до Скопје, до најхитната работа. Најблиски не може да дојде на погреб. Најблиски. Да испратиш брат, сестра, било кој. Ја тоа. Това е од тешкото најтешко, со превоз. Да не можеш до едно село да идеш, со такси да одиш. А порано имаше автобуси, со учениците идеш, 2 пати имаше автобус, со учениците идеш, дојдеш си одмерен. А са, па камоли Струмица, па камоли, ја до Печево не можеш да идеш на еден доктор. Делчево. За доктор е најтешката работа. И да ти закаже доктор, па не може да идеш. Сигурно представува и тоа е сериозен проблем, бидејќи Берово единствена врска за Скопје, за луѓето што немаат свои собствени превозни средства е автобусот. Автобусот сигурен, безбеден, имаше дури можности директно до здравствени установи каде што има потреби и така. Сигурно многу му недостатно. И во поглед за туризам исто така доаѓа гости со автобуси, па тука се снаоѓа кој како. После многуте реакции од наши сограѓани кои пристигнаа во нашата редакција, побаравме одговор од председателот на Сдруженијето на превозници Транспорт Легис, кој истакна дека главната причина е неодржувањето на постоечките линии од страна на компанијата која ги има регистрирано во Берово и непостоењето на автобуска станица во градот. Па, како председател на Сдруженијето на превозници Транспорт Легис, имам информации дека на територијата на Македонија има скратување на линии, но никаде, како што се случува во Берово, да нема ниту една линија. Меѓутоа, граѓаните реагираат со право дека превоз нема од Берово према главниот центар Скопје. Иначе, за да бидат информирани граѓаните, за да биде регистрирана нова линија, мора да има растојание меѓу две регистрирани линии од 90 минути, согласно километражата Берово колку оддалечено од главниот центар Скопје. Такво време во регистрираните веќе линии кои ги има регистрирано превозникот Евротурис, мислам дека сега се вика, или Евротурс, не ме фаќате за збор, меѓу тие две линии што ги има регистрирано не може да се влезе со линија во време кога ќе има и потреба патниците да патуваат. Една од главните причини зашто и не може да се регистрира линија Берово-Скопје е тоа што во Берово нема автобуска станица. Значи, мора да има категоризирана автобуска станица за да биде појдовна или крајна станица на одредена линија. Повеќе време, автобуската која постоеше порано не работи, односно не е категоризирана, а како што гледаме и нема веќе автобуска станица во Берово. Значи,
превозниците кои ги имаат регистрирано линиите, согласно Законот за превоз во патниот сообраќај, можат да ги стават во мирување најмногу 6 месеци во периодот од почетокот до крајот на дозволата која имаат добиена од Министерството за транспорт и врски. Согласно тоа, мислам дека во Берово повеќе време од тие 6 месеци поминаа од како не се одржуваните на линија. Сите превозници на територијата на државата се оштетени, односно сите знаеме дека патниците не патуваат, многу малку, студентите не студираат во Скопје, сите се тука, болните кои не дај Боже се носат горе, се носат со возила болнички, така да не функционираат многу ни болниците и поради тоа претрпеа преголеми загуби сите транспортери, меѓутоа, како што реков и преска, по некоја од линиите одржуваат. Не е како кај нас случај во Берово. Додека поврзаноста со автобуски линии до Скопје на Беровчани им е скратена, внатре пак во самата општина, превозот од едно до друго населено место се врши во 3 релации, а услугата ја извршува компанијата Тритерол, која врши договорен транспорт. Но сепак најголем проблем од секогаш, па и сега додава Матеничарски, представуваат и дивите превозници кои им ги земаат патниците на автобусите. За ваша информација, ние вршиме повеќе договорен транспорт. Тоа е со договор за превоз на ученици, превоз на војска. Меѓутоа, сега на последната апликација која се одржа на 3 декември, пробавме да регистрираме линија која ќе биде попатна станица Берово, затоа што, како што спомнав, не може да биде поидобна или крајна станица Берово заради тоа што нема категоризирана автобуска станица. Дали ќе биде одобрена, согласно законот, ќе видиме кога ќе излезе решението за таа линија која сме лицитирале. Ако можеме да добиеме, ќе се потрудиме да пуштиме линија со која ќе вршиме превоз Берово-Скопје. Најголем проблем од секогаш во превозот, па и сега, се дивите превозници. Така и меѓуопштинскиот линijski превоз, кога возат автобусите на релациите Берово-Скопје или било која друга релација, ги има дивите таксисти кои ги земаат патниците пред нив и така вршат див превоз, односно со тоа оштетуваат и државата за тоа што не плаќаат даноци, не издаваат фискални сметки и така натаму. Еден од проблемите, како што спомнав и тоа, затоа и превозниците се долго големи загуби, затоа што патниците им ги земаат дивите превозници кои се кријат, иако инспекторатите работат на терен, меѓутоа не може да ги утврди дали се диви превозници или не. Со собствени возила возат на име нивни, не се на фирми и така натаму. И не можат премените да се преземат мерки. Одговор за ситуацијата побаравме од компанијата која има регистрирано линии и која до 30 март редовно вршела превоз на патници од Берово до Скопје и обратно, каде ни одговорија дека причината за неодржувањето на автобуските линии е ситуацијата со корона пандемијата и додадоа дека од следната година се надеваат дека ќе се врати повторно автобускиот превоз во Берово. Исто така, одговор за непостоењето на автобуска станица во Берово побаравме и од градоначалникот Пекевски, кој рече дека општината не е надлежна за ова прашање и не упати до државниот инспектор за транспорт, каде и покрај многуте обиди не добивме одговор. Дека автобускиот превоз им е потребен на беровчани, потврдува и формирањето на групата на социјалните мрежи под името Превоз до од Берово, на која за само една недела се приклучиле околу 800 граѓани, а исто така и доволен број побарале превоз од главниот град до Берово и назад. Разговаравме со администраторот на групата, кој додаде дека идејата потекнува токму од потребата на беровчани за превоз кои веќе повеќе месеци бараат секакви солуции, само за да стигнат до Скопје и да ги завршат своите обврски. Оваа група е наменета за сите оние што сакаат да патуваат заедно, а при тоа да си ги поделат трошоците за патувањето. И во ова време на пандемија, секако дека на луѓето им е потребен превоз до Скопје или назад, било на преглед или да завршат некоја административна работа. Навистина сум изненаден на големиот интерес на наши сограѓани кои секојдневно пишуваат на страниците и бараат превоз. Мислам дека за младите овој начин на самоорганизирано патување помага многу, но за постарите лица секако дека е потребен автобуски превоз. Не е многу подобра состојбата и во соседните општини на истокот. И таму граѓаните се соочуваат со проблемот од немањето на автобуски врски со главниот град. Колку за информација на граѓаните на Берово, моментално можат да заминат за Скопје со превозот кој го врши кочанскиот превозник Атом и превозникот Андон Компани од соседно Пехчево.
Но сето тоа не е доволно, со оглед на ограничувањата, каде поради пандемијата е редуциран бројот на патници во јавниот превоз на 50% од предвидениот број во автобусите. Претходно, реномираната компанија Берово Транс од Берово важеше за лидер со автобуски превоз на истокот на државата, во која имаше над 50 навработени. Додека да се реши оваа ситуација, граѓаните на Берово и околните градови и понатаму остануваат да се снаоѓаат како што знаат и умеат, за да стигнат до главниот град за извршување на своите потреби.